На почетокот на април премиерот Христијан Мицкоски присуствуваше на поставување камен темелник за изградба на 400 киловолтен далновод кој треба да ја поврзе Македонија со Албанија. Денес не зборуваме само за еден инфраструктурен проект, денес зборуваме за нешто многу поголемо, за поврзување, за стабилност и за иднината на двете држави во рамките на европското енергетско семејство. Но тоа не беше првпат македонски премиер да даде изјава за истата работа. Со овој проект Северна Македонија се позиционира како балканска раскрсница за дистрибуција на електрична енергија. Овој далековод е дел од најголемиот капитален проект од 50 милиони евра во преносната енергетска мрежа за интерконекција на Северна Македонија со Албанија. Причината за двата истоветни свечени настани, со временска разлика од 4 години меѓу нив, е тоа што далноводот навистина почна да се гради два пати. И додека на терен е изградено малку со што државата би можела да се пофали, на хартија АД Мепсо треба да исплати околу 6 милиони евра за раскинување на договорот со првиот изведувач на проектот. Вака изгледа мапата на постојната и планираната далеководна електропреносна мрежа во Македонија. Со полни црвени линии се означени изградените 400 киловолтни линии. Со соседна Грција земјава е поврзана со две, една кон Овчарани, друга кон Солун. На исток, со соседна Бугарија, 400 киловолтна линија на поврзување оди преку Крива Паланка до енергетската раскрсница близу градчето Радомир. На север има уште две вакви врски. Едната води кон Врањево, Србија, а другата кон Урошевац во Косово. Со црвени испрекинати линии на запад е веќе споменатото поврзување со соседна Албанија, преку 400 киловолтен далновод од Битола преку Охрид до Елбасан. Токму за последниот, далновод од Битола Елбасан, Мепсо подпиша договор за изградба на 7 февруари 2020 година. Парите беа обезбедени преку заем од Европската банка за обнова и развој. Вредноста на градежните работи изнесуваше 17,2 милиони евра. Меѓународниот тендер го доби компанијата Енергоинвест од Босна и Херцеговина. Финален рок на изградба, пишува во достапните документи, беше мај 2023 година. Дополнително, босанската државна фирма доби задолжение да го заврши проектирањето, да набави материјали и целосно да ја заврши изведбата на терен. По промената на власта кон крајот на 2024 година, новото раководство на АД Мепсо на чело со директорот Бурим Лјатифи еднострано го раскина договорот со босанската Енергоинвест. Дел од причините беа бавното темпо на изградба и тоа што изведувачот барал дополнителни финансиски средства. На 28 април лани, АД Мепсо тргна во потрага по нов изведувач. Жалам што повеќе од 3 децении и покрај политичкиот плурализам и демократските промени, немаше институционална храброст и визија да се воспостави електроенергетска врска со Албанија. Денес го исправаме тоа историско пропуштање. Но додека Мепсо бараше, а потоа и најде нов изведувач, стариот водел битка во така наречена ДАБ постапка, односно пред одбор за решавање на спорови согласно ФИДИК правилата. На 22 април годинава, фирмата од Сараево објави дека го добила спорот. Со оваа одлука се потврдени клучните позиции на Енергоинвест, вклучувајќи го и правото на речиси 6 милиони евра, заклучно со 10 април 2026 година, со дополнителна камата до исплата, додека истовремено се одбиени најзначајните барања на другата страна во вкупна вредност поголема од 19,3 милиони евра. 360 степени ги побара двете страни во спорот. Од одговорите што ги добивме станува појасно што е суштината на спорот, зошто земјава изгубила во ДАБ постапката, но и како спорот би можел да се развива во блиска иднина. Од Мепсо тврда дека го раскинале договорот бидејќи за 4 години изведувачот извел само 4% од проектот. Дополнително, Енергоинвест постојано барале зголемување на цената за 40 до 50%, што според Мепсо е незаконски и спротивно на договорот.
Постојат евиденции за еднострано напуштање на градилиштето од страна на изведувачот, како и условување со дополнителни финансиски барања. Одлука за раскинување на договорот постоеше и од претходниот менаџмент, што укажува на континуитет во оценката дека проектот е нефункционален во дадената форма. Сараевската фирма во одговорите до 360 степени потврдува дека работите не течеле мазно, но дека тоа не било по нивна вина. МЕПСО тврдеше дека има основа за раскинување поради наводно напуштање на работите и доцнење. Енергоинвест го оспори тоа и укажуваше дека динамиката на проектот не може да се наблюдува изолирано од претходните настани, особено прашањата за пристап до трасата, администрирањето на проектната документација и законското право на усогласување на цената поради исклучителниот раст на цените. За тоа дека тие биле во право, а не МЕПСО, од Енергоинвест посочуваат на одлуката во ДАБ постапката. ДАБ, Одборот за решавање спорови, утврди дека Енергоинвест имал право на усогласување на цената врз основа на член 656 од Македонскиот закон за облигациони односи, па по таа основа досуди износ во корист на Енергоинвест. Истовремено, ДАБ му призна на МЕПСО ограничен паричен износ, што е пресметано во конечниот нето финансиски ефект од одлуката. Од МЕПСО пак остануваат на ставот дека постапиле правилно и покрај изгубениот спор. Одлуките беа донесени и во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија. Одлуката за раскинување беше донесена и после спроведена детална и сеопфатна форензика на целиот проект од страна на сериозна и угледна меѓународна консултантска куќа, која постапуваше во согласност со правните регулативи. Тука сепак не е крајот на овој спор. Македонската државна компанија индиректно вели дека засега нема намера да плати 6 милиони евра. Од МЕПСО најавија дека ќе поднесат нота на несогласување на одлуката што, цитирам, ќе ги активира сите понатамошни правни механизми за заштита на државниот интерес, вклучително и поведување арбитражна постапка. Од Енергоинвест пак одговорија. Енергоинвест ќе го следи извршувањето на одлуката на ДАБ и по потреба ќе продолжи со заштита на своите права преку арбитражна постапка. Додека земјава е соочена со постапка во која на крај можеби ќе мора да плати околу 6 милиони евра на досегашниот изведувач, МЕПСО потпиша нов договор за изградба на далноводот кон Албанија. Интерконективниот далековод Битола-Елбасан не е обичен далековод. Тој е символ на една затворена празнина која со години стоеше како пречка на нашиот пат. Изведувач сега е конзорциум предводен од компанијата Далековод од Хрватска. Вредноста на договорот изнесува 19,7 милиони евра. Тоа се 2,5 милиони евра повеќе од сумата предвидена со раскинатиот договор со Босански Енергоинвест. Иако новиот изведувач нема да почне од нула, бидејќи значителен дел од опремата веќе лежи во магацините на АД МЕПСО, набавена токму од Енергоинвест. Доколку се испочитуваат роковите во новиот договор, линијата треба да биде готова до јуни 2028 година. Дури и да се оствари планот, се чини дека Албанија својот дел ќе го заврши порано. Кај нив веќе привршуваат работите на далноводот Елбасан, граница со Македонија.